Благодарам, подпредседателе, почитуван колега Велковски. Јас знам дека имате таква улога добиено да браните нешто што не се брани, но не може да одбраните човек што собранието го користи како своја собственост и во него постапува по своја волја, а не согласно деловникот за работа на собранието и согласно Уставот на Република Македонија, како што кажавте вие во вашето излагање. Колку и да сакате, не може да ја одбраните функцијата председател на собранието која ја води Талат Џафери, затоа што ги навредуваше со најпогрдни зборови и ги псуеше вработените во ова собрание. Тоа го слушна целата македонска јавност, слушна и се увери дека ова собрание одамна го има изгубено достоинството и довербата кај граѓаните. Како ќе оправдате заклучување на пратениците? Јас ве слушав дека тоа го оправдувате, но кажете како ќе го оправдате тоа заклучување на вратите и затворањето на пратениците? Кој му дал такво право на председателот на собранието? Да ми кажете каде тоа го пишува? Ево, ве прашувам во контрарепликата, тоа може да го кажете. Јас ќе ви кажам дека такво нешто не постои и никаде тоа не го пишува. Тоа е самоволие на председателот на ова собрание, кое што вие тоа му го дозволувате затоа што сте немоćни и сте уценети, затоа што ќе ви падне владата доколку му се спротиставите. Па покрај тоа понижување, сега треба и да го браните на председателот на собранието и да го величите и воспевате за неговите постапки. Заради овие дивења во собранието во овие 5 години кои кулминира со навредите и псуењето кон вработените во ова собрание од страна на председателот на собранието и физичкиот напад од пред 2 дена што се случи на Комисијата за европски прашања од страна на председателот на оваа комисија, кога ги нападна колегите пратеници со филџани и со шишиња. Заради тоа во последната анкета спроведена од NDI на прашањето колку доверба имаат граѓаните во институциите, собранието има само 22% доверба од граѓаните, а има дури 57% кои што не веруваат во работата на ова собрание. Ова е реалната слика за работата на ова собрание, почитуван колега, и за тоа колку граѓаните веруваат во вашата работа и во работата на овој председател што тука жолчно го браните. Само со зборување не се решаваат проблемите и не се добива довербата од граѓаните. Затоа треба да ја прифатите интерпелацијата и председателот на собранието да ги сноси последиците. Ако не ја прифатите, а знам дека нема да ја прифатите, ево мој совет да напишите еден статус, Реплика пратеникот Диме Велковски.